се заблагодарам за присуството. Денес сме во Гевгелија на вториот ден од почетокот на кампањата за парламентарните избори кои што треба да се случат на 15 јули. Избори на кои што очекуваме да се граѓаните да одберат обнова и да може да се посветиме на развој на сите оние сектори и области кои што ги ветуваме и за кои што сме и денес тука во Гевгелија да поразговараме. Во однос на оние што се најкрупни теми, нашиот план е развој и заштита на клучните столбови на државата. Првиот е заштита на македонските национални интереси. Вториот е силен економски развој, затоа што без силен економски развој не може да се заштитат и македонските национални интереси. Третиот е изградба на функционално владење на правото, односно на функционална правна држава. И силна борба со организираниот криминал и корупција. Четвртиот столб на кој што ќе бидеме посветени е подобрување на условите во образованието. И петтиот столб на кој што ќе бидеме посветени подобрување на условите во здравството, како и социјалната грижа. Ова се 5 столба со кои што тргнуваме во оваа кампања. Нашиот план е за 4 години невработеноста да падне под 10%, платите да пораснат за најмалце 25%, пензиите да растат помеѓу 25 и 50% зависно од висината на пензијата, да се зголемат субвенциите во земјоделието, како и да се намалат даноците на рекордно ниско ниво од само 8% рамен данок за персонален данок и данок на профит. Во однос на Гевгелија можам да кажам дека имаме одличен тим кој што е денес тука заедно со мене, тим кој што е спремен да работи за доброто на жителите на Гевгелија, но и на целиот овој регион, докажани во своите области, во своите професии, кои што ќе можат достоинствено да ја представуваат Гевгелија и во собранието на Република Македонија, но и во извршната власт, која што ќе треба да испорача доста работи за однос на Гевгелија. Гевгелија можам да кажам дека во следниот период очекуваме да доживее просуд, пред се во она што се вика прекогранична соработка. Во моментов градот е на 5-то место по број на туристи кои што доаѓаат, со некаде 50.000 туристи годишно. Планираме таа бројка да порасне најмалце за 25%, како и да се зголеми опсегот на услуги кои што се даваат тука во градот, да не се сведуваат само на игри на среќа и на здравствени услуги, туку да може да се зголемат и во значаен дел на други сектори, силно да се стимулираат младите да отвараат своји бизниси. Пред се тука мислам на компании од информатичката, од IT технологијата, кои што можат да дадат дополнителен развој и на градот и на целиот регион, како и силно инвестирање во промоцијата на туризмот, но и на земјоделието за околните места тука околу Гевгелија. Јас тука ќе застанам, ќе ве замолам доколку имате прашања, ќе ми биде драго да ги одговорам. Благодарам. Дали господин Николовски очекувате фер и демократски избори? Како да ви кажам, едно е што очекувам, друго е што мислам дека ќе се случи. Апсолутно очекувам дека ќе имаме фер и демократски избори, но ако ме прашувате дали тоа ќе се случи, мислам дека нема да се случи. Видовме пред изборниот период покажа многу работи. Ја ќе набројам неколку. Поставена е бомба во објект на мојот колега подпредседателот на партијата Владо Михајловски. До денес се уште немаме никакво сознание кој стои позади тој грозоморен чин кој што можеше да заврши пофатално тоа што заврши. На само еден ден пред почетокот на кампањата, како во Северна Кореја, владата донесе едностран акт за промена на изборниот законник, со кој што правото на опозицијата да има свое представување во медиумите, како и буџетот определен за тоа се намали за половина, за 50%. Никогаш во историјата на Македонија не се случило изборен законник да се менува без консензус со опозицијата, без разлика кој бил во опозиција. Ова е прв пат на само еден ден пред почеток на кампањата. Понатака имаме замрзнат имот на нашата политичка партија, имаме притисок и обструкции кон целокупното членство на партијата. Тоа е она што го гледаме досега, а она што го гледаме и пред почетокот на кампањата и од кога почна кампањата е еден силен наплив на лажни вести и лични навреди и дискредитации.
Но ние тоа ќе го надминеме, народот е со нас, јас сум убеден дека се тоа што го прават само контраефект има кај народот, ќе го развие гневот, уште повеќе ќе го поттикне гневот и се повеќе луѓе ќе излезат и ќе ја казнат актуелната власт. Како гледа ВМРО-ДПМН на разногласието меѓу Комисијата за заразни болести и владата? Тоа е нешто што трае во континуитет некаде таму од почетокот на мај, имено сите дадовме на почеток подршка на таа Комисија за заразни болести да се избори со ова зло, со оваа напаст која што го зафати светот, тоа е коронавирусот. Во оној момент кога почна комисијата политички да се управува од страна на Зоран Заев и Венко Филипче, а тоа беше некаде на почетокот на мај, кога да ја потсетам македонската јавност и локалната јавност во Гевгелија, и Венко Филипче и Зоран Заев прогласија победа над коронавирусот. Изјавата на рейсот следуваше малце повеќе, него луѓето му се смеа, ама овие ги сватија сериозно. И почнаа луѓето нормално да функционираат како претходно, што резултираше со еден непосакуван, би рекол дури неочекуван бум кој што доведе до огромно зголемување на бројот на оние кои што за жал се инфектирани од коронавирусот, а се повеќе луѓе за жал го губат и животот. Во таа насока сите одлуки кои што се донесоа од мај месец до денес се исклучиво политички и беа во функција на остварување на политичка цел, а тоа е целта на Заев беше што порано да има избори, со цел луѓето да се уплашени, да не излезат на гласање и на тој начин да проба да помине со помал пораз. Изборите на 15 јули, единствено за што ние се залагавме, беше да има меѓународен мониторинг и силни здравствени протоколи за никого кој што ќе гласа да не му е здравјето загрозено. Тоа успеавме да го договориме и можам да кажам на сите кои што ме гледаат дека гласањето ќе е безбедно, ќе можат безбедно да гласаат. Сите други работи се манипулација, поврзани со покажување на некаква нормалност. Мене ми е жал за тие луѓе кои што седат во комисијата за заразни болести, затоа што врвни стручњаци станаа партиски апаратчи кои што изманипулирани во партиски цели. Фала на сите. Фала.